Трета недела е откако сме во генерален штрајк. До сега никој не нема контактирано и не знаевме повеќе што да преземеме и решивме од утре веќе да преминиме во Скопје и да одиме пред влада до конечно решавање. Утре одиме со еден автобус, поставуваме шатори и во текот на таа недела ќе ни се приклучат уште останатите 50 луѓе што ни се планирани за во Скопје. До сега пробав, не пратив ни неколку писма до влада, до неколку министерства, да исконтактираме, да ни ја каже состојбата која е. Никој до сега не нема исконтактирано. Чекавме, значи еве трета недела чекаме и мораме да преземеме вакви решенија заради што и сами не знаеме што понатаму. Како што кажав на претходниот пат, ние ќе побараме конечно решавање на Еврокомпозит. До сега не лажеа за 3 месеци, за 6 месеци и секогаш што се случуваше веќе една година и со претходната влада, сега сме решени да останеме во Скопје до конечно решавање на нашава фабрика. Или технолошки вишак нека ги испушта сите, или нека тргне фабрикава да работи. Значи, со секоја плата ја земеме ние со застанување и со штрекување. Значи, тоа повеќе не можеме да го издржиме. Нова година навамо ние ме земеме околу 20.000 денари паушално или линеарно, не знам како да ги кажам тие пари, во просек по 4.000-5.000 денари. Вкупно имаме повеќе од 18 до 20 плати за земење. Ако ги пресметаме сите плати, значи нашите се измешани плати, секој месец по 5.000, по 4.000, веќе не ни знаеме колку плати се вкупно. Премиерот Заев ни вети уште пред 2 месеци дека уште првиот месец да се испушта 100 вработени, а во останатите 2 месеци да се реши проблемот со оваа фабрика и да се најде странски инвеститор или домашен да се продаде и да тргне да работи за секогаш оваа фабрика. Аме, како што знаете, повеќе од 2 месеци ништо не се случува со нашава фабрика. Значи, овој пат сме решени да не подлегнуваме со плата, да ни поделат една плата или линеарно по некои 10.000 денари и си мисля дека не го решиле нашиот проблем. Значи, овој пат остануваме пред влада до конечно решавање на, ако треба и месец, два, три, остануваме таму, се додека не се реши проблемот на Еврокомпозит.